Го следите отвореното студио на 1 ТВ со мене Ацо Кабраров. Во првиот половина час мои и ваши гости се разбира ќе бидат Александра Митевска, уредник во Независен весник, добро вечер. Добро вечер. И главниот уредник на дигиталната редакција Сакам да кажам, Горан Михајловски. Горан, добро вечер. Добро вечер. Значи, со нив во првите 30 на минути ќе продебатираме околу престојната кампања за претседателските избори. Таа почнува од понеделник, на некој начин започна од вчера со дуелот меѓу двајцата лидери на владеачката СДСМ и на најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН. Инаку во текот на вечерта во отвореното студио 1, знаете, во 20 часот се централните вести. Во 21 часот е печат на неделата на колегата Сашо Ордановски, тој со неговите соговорници Петар Богоевски и Никола Галевски ќе разговара на темата има ли заевизам во Македонија. Во 22 часот колегата Боријан Јовановски со представници од од Комората на Северозападна Македонија ќе разговара околу актуелниот мораториум за градба во општина Центар. Тоа е најавата на ова вечер, она што ќе го следите на фреквенцијата на 1 ТВ. И одиме сега со тоа што прво го најавив, претседателските избори и кампањата. Најнапред, знам дека вчера многумина од вас го следеле дуелот меѓу двајцата лидери, некои не го следеле, социјалните мрежи денеска и на Твитер и на Фејсбук коментираат, впечатоците се поделени, едните навиваат за едните, за Заев, другите за Мицковски. Сеедно, јас да ги прашам прво моиве гости, што мислите за синоќешниот дуел, ги остварили очекувањата или беше издишан балон? Па, со оглед на тоа што ние имавме некои 18 години период во кој не имавме лидерски дуел. Значи имавме дуели меѓу претседателски кандидати, беа големи очекувањата. Сега ова втор дуел е на Мицковски и на Заев. Ама претходно имавме еден период во кој претходниот премиер Никола Груевски воопшто не излегуваше, не прифаќаше дуели. И се создадоа некои големи очекувања што не се остварија на крај. Според мене, мојата проценка не донесе ништо ново вчерашниот дуел. Не ја кажа својата визија. Да, немаше визија, немаше од суштински прашања. Да, одговори на суштински прашања немаше. И препукување на лична основа. Да, така. И сите тези ги слушнавме со кои настапуваат и Мицковски и Заев во изминатиот период, или па нивните партии, со оглед на тоа што... Истите вокабулари. Единствена новина што остави некој отворен прозорец Мицковски за понатамошни, за продолжување на преговорите за решавање на статусот на СЈО. Меѓутоа што не мора да значи дека ќе се постигне договор. И во секој случај добро е што имаше дуел, зашто малку е критичен моментот, значи ова е прв дуел после имплементацијата на Преспанскиот договор, после воочи на претседателските избори. И сега таман може да се остави простор да ја преземат сцената претседателските кандидати, пошто следува кампања, да не бидат во сенка на лидерите. Горан, само да те прашам прво, што мислиш? Зошто за претседателски избори кампањата, увертирата е со дуел на лидерите, а не со... Прво затоа што официјално... Да ја загреат атмосферата? Прво затоа што официјално не е почната претседателската кампања, така што не ни може да се појават претседателските кандидати. Да се надеваме дека ќе во текот на кампањата ќе има и такви дуели. А од друга страна, мислам дека ова беше малце изнуден дуел, бидејќи така мене ми изглежда ништо не чувме ново. Значи буквално ништо не чувме ново. Да, Мицковски инсистираше цело време на дуел. Така што мислам дека беше малце инсистирање од страна на Мицковски, а Заев рече па добра, ајде. У принцип ајде да ти го направам кефот. Дури мислам дека се чувствуваше еден вид летаргија. И тука јас
бидејќи не сакам да го коментирам ни кој победил во дуелот или кој е изгубил во дуелот. Секој си има свој впечаток. Мојот впечаток е дека фактички Заев си проложи со она неговото, демек не, јас сега со добрина ќе те отепам тебе, а не знам како тоа успева да го направи кога седи со човек кој што буквално мислам дека е дури среќен, би бил среќен овој да го нема, бидејќи нели лузните ги има за 27 април, овој не сакаше ни да се извини за 27 април и ги врти сега нели муабетите. А од друга страна имате еден Мицковски кој што беше спремен. Например, Мицковски беше дојден со хартија. Мицковски беше подготвен да на секое прашање да не даде одговор, а сепак да створи впечаток, да направи галама дека нешто прави, дека нешто има, дека има некаков став. Ние видовме дека нема став. Меѓутоа, ние сме да речеме некакви професионалци, па сме задубени од тоа и гледаме. Ама за луѓево обични може и да биде тоа нешто дека еве овој има нешто. А тимот зошто го пратил Заев? Прво преморен, очигледно беше дека е преморен, или баш му беше ајде дај да завршам и оваа работа да помине, и неспремен на овој дуел, бидејќи на крајот на криштата вие можете да претпоставите што ќе праша Мицковски и каде ќе удри Мицковски и зашто ќе удри Мицковски. Така што јас на тоа гледам само малце како на забава, вчера беше забава за народ. Меѓутоа, она што повеќе ме плаши е што е увертира за претседателските избори, кои што покажуваат дека овие претседателски избори ќе наметнат една многу отровна кампања. Значи, ако судиме по она што го форсираше вчера Мицковски, и ако ги анализираме барем првичните нели изјави на кандидатката на ВМРО ДПМН за претседател професорката Силјановска Давкова, мислам дека кампањата ќе оди во тој правец и тука СДСМ, односно претседателскиот кандидат на СДСМ Стево Пендаровски ќе има сериозен проблем. Дали бидејќи многу е опасно да влезеш и да се спуштиш на ниво такво, меѓутоа многу е опасно и да игнорираш. И да ја тераш агендата само ЕУ и НАТО. Да. Мислам дека многу е лошо да се игнорира, бидејќи очигледно ВМРО ДПМН е вакво, такво, нели, десеткувано, со почесниот председател избегани, со сите работи, очигледно си се спрема и очигледно си работи. И малце мене ми создава сомнеш дека неподготвувањето или враќањето на она старо СДСМ со ароганција и со игнорирање ќе го тепаме, ВМРО, мислам дека не треба да спијат на тоа. Ајде сега на почетокот да погледнеме колегата Антонио Крстевски извади негде околу 2,5 минути парчиња од синокешниот дуел, па да ги погледнеме, а после тоа ќе разговараме за кампањата што од понеделник почнува за претседателски избори. Меѓусебни обвинувања, про или анти-НАТО и ЕУ, имање или немање став за најбитните прашања за државата, 27 април, иднината на СЈО, претседателските избори. Вака накратко течеше синокешниот дуел меѓу двајцата најголеми политички ривали во Македонија. Од една страна, премиерот Зоран Заев, од друга, шефот на опозицијата, Христијан Мицковски. Копијата жестоко се вкрстија за договорот од Преспа. Ке го понишите договорот или не доколку дојдете на власт? Кажете ми, дали луѓето кои што живеат во егејскиот дел на Република Македонија зборуваат македонски јазик? Се вртиме во круг. Кажете, ма јас ви дадов одговор. Ако го слушавте внимателно, јазик во Грција е грчкиот јазик. И Грција е наш пријател. А луѓето, еве, тие луѓе македонци што се чувствуваат во овчаране, каков јазик зборуваат? Нема да ме натерате да се скарам со Грција. Верувај. И Заев и Мицковски се убедени дека нивните кандидати ќе победат на претседателските избори. Пендаровски, бидејќи е поддржан од сите етнички заедници, Силјановска Давкова, дека ќе освои 500 милион гласови. Борбата е за фотелијата сега. Значи не е за Давковска. Апсолутно. Кажете, повикајте.
за да ми потврдите мене дека верувате во победата. И во првиот и во вториот круг да излезат граѓаните на гласање да изберат председател на нашата Ќе повикате ако заедничка се фери демократски избори? Ама јас во неколку наврати повикав, еве повторно ќе повикам граѓаните да излезат масовно И во да првиот, гласаат и во првиот и во вториот круг и да гласаат за кандидатот Гордана Силјановска Давкова, затоа што таа е победникот на нивните председателски избори, господине Заев. И вие сте свесен, ги знаете анкетите. Новиот Но председател тоа не е суштината. Стево Пендаровски го знаат сите. Жестока дебата се водеше и за иднината на СЈО. Заев ги обвини Мицковски и ВМРО ДПМН дека го кочат процесот. Опозицијскиот лидер па го повика премиерот да ги прифатат амандманите и да го затворат ова прашање. Па не беа доставени Пред за неколку часови. Пред неколку часови. Да, господине Заев. Добро, јас доаѓам директно ручек со сите амбасадори на Европска унија, директно во телевизијата и невозможно е премиерот да знае дека опозицијата поднела амандмани. Добро е што сте поднели амандмани, ќе ги разгледаме. Пријатен ли беше Добро, ручекот? ќе ги даде. Готово. Премолам, Да, зборувајќи со За пријатели, гарантира ли е за нашата едината. европска иднина, господине Заев? Зависи од вас дали повторно ќе ја Не, блокирате или зависи од не. вас дали ќе ги усвоите амандманите кои што Апсолутно, се кажав, алатка за што значи- борба. Мислам дека против јавноста Што истичкото значи криминал. одлежност за европска и евроатлантска иднина? Меѓутоа, тврдењата на Мицковски ги сруши министерката Десковска, која објави дека амандманите се испратени по завршување, а не пред телевизискиот дуел, како што тврдеше шефот на опозицијата. Мицковски во гостувањето информираше дека на разговор ги повикал 8 темина пратеници од независната група, со цел да ги запознае со предложените амандмани за Законот за јавно обвинителство. Да, тоа беше еве она што колегата Антонио Крстевски го издвои како според него најинтересни моменти од ова. Мене најинтересно ми беше она, се прави таква финта, да речем, кога Мицковски се обиде да му даде пластичен беч на Заев со Република Македонија и сонцето со црните краци. Сега, сонце со црните краци, не знам дали тие црни краци заради темнината, што тој цело време ја збори дека сме во некој мрак или темнина, Заев не му го прифати, но тој Мицковски го стави на својот ревер. Како ви делуваше тој детал вас? Интересно или не? Очекувано. Тие цело време одат на таква варијанта, нели, не бомбардираат секој ден со истите соопштенија. Затоа велам, затоа викам дека тимот што требало да го подготви Заев, требало да знае што може да очекува од Мицковски. Мислам, вие секој ден имате соопштенијата на ВМРО, читаете ги секој сабајле што ги пуштаат и ќе знаете што ќе биде. Значи имаме секој ден, нели, премрежија, црнила, тиранино, цело овој вокабулар кој што се користи. И веројатно е оставен Заев да си се бори на негов начин, нели она, ајде, ние со добри, ајде ќе поминеме. Не би го подценувал, видете, на почеток и Заев го подценува. Нели се ланчето од Муртино, црпнатиот ваков таков, еве го се ланчето од Муртино. Така што да не зборуваме дека и овој да нели бил политички неписмен, па бил глупав, па ваков таков, па бил марионета на Груевски. Велам дека тоа што СДСМ го паметиме од времето, значи од 90-тите уште години, онаа ароганција, дека ние нема што ти со Мицковски да се расправаш, тоа готово е, завршена работа, мислам дека не треба да спијат на тоа уво. Посебно што имаат кандидат за председател кој што е условно речено мек. Во смисла дека не е човек што е фајтер, не на Пендаровски. Не е човек кој што би отишол на приземна кампања. На таква приземна кампања, а и го видовме и во претходната кампања дека не беше спремен. Он на минатата кампања еднаш избега од едно место каде што сака да го натепаат. Мислам, не е човек што сака. И сега за тоа треба. Значи не треба да се остави Стево Пендаровски сам ако сакаат да ја победат Силјановска Давкова, бидејќи очигледно е дека за Силјановска Давкова стои некаков тим и очигледно е дека таа го прифати нивниот наратив. Бидејќи таа се расправа со Заев, не се расправа со Пендаровски, барем до сега. Да, цело време му се обрека на Заев. Она сега води кампања како премиер дека ќе биде. Што мислиш ти? И за пластичниот беч ме интересира.
Ти се допадна ли тој детал? И тоа сонце со црни зраци? Ја го очекував тоа од Мицковски. Македонија немало таков. Ама у исто време, значи како иницијатор на дуелот, очекував од него и одговор на прашањето што ако стане премиер утре, како ќе го третира Преспанскиот договор. Да, немаше одговор за Преспанскиот. Да. Имаше одговор само дека, односно понуда отворена јавна, за оние што ги избрка 8 теми на пратеници, што ми е мене некој сигнал како за омекнување во ставот, дека ја сваќа реалноста, дека Македонија веќе не е земја оптеретена со билатерален спор што ги попречува нејзините евроатлантски перспективи, дека до тој стадиум дојдовме без помош на ВМРО и дека ако еден ден планира да ја освои власта, дека ќе мора да живее со тој Преспански договор. Договорот за Преспа, ВМРО остана надвор од... И тој неговиот гест со Бечот беше во колизија со неговите обиди да го заобиколи одговорот на прашањето што може би беше една провокација пред доаѓањето на Ципрас тука да... Може. Можно. Не е исклучено. Мислам, не знаеме тоа, нивните пиер стратези финти знаат. на кои што мислам дека не треба многу да им се дава внимание. Така? Тоа е веќе завршена работа. Ајде да се префрлиме на... Видете и председателот Иванов ставаше нели пред формар. Да, го лепеше со формар и сега веројатно ако победи Давкова ќе става пред Северна, меѓутоа тоа нема да го приначи фактот дека е Република Северна Македонија. Кампањата на кандидатите, на тројцата кандидати за председател, за шеф на државата, почнува во понеделник. Но, вистински таа е веќе почната на терен. Чинам дека Давкова Силјановска прва почна. Тука негде и се приклучи и Пендаровски. И почна прилично, така да речам, валкано. Не знам дали валкано, затоа што ако ги погледнеме кампањите во светот како се водат, например, во Америка или не знам, нема тука валкано. Кога ќе се кандидираш, ќе ти извадат се. Така да се соочи дали сами пиарот на Давкова или не, беше вовлечено и незиното семејство, па таа апелираше, оставете ми ги децата на страна. Тие не се деца, тие се возрастни, инаку мене ми е школска, од гимназија Давкова, ја знам добро. Во кампања председателска, мислам дека сега да се вадат и фамилиите. Особено што председателскиот кандидат на ВМРО ДПМН е председателски кандидат на Демохристијанска партија. Значи, која што во својата програма има семејните вредности. Так. И нормално е, мене, например, баш ми е гајле, затоа што јас стварно не сум кон таква политичка опција и воопшто не ме интересира, освен ако би ме интересирало за фолклор. Да речеме, седам од страна, ама тоа не би било одлучувачко дали ќе гласам за некого или не. Меѓутоа, ако сум демохристијанин, конзервативец, кој што во својата програма го има ставено семејството како прво нешто, ако самата професорка Давкова на својот Твитер профил кој што го отвори неодамна, прво се ставила дека е сопруга, мајка, а дури потоа дека е експерт, професор и сите тие работи, тоа значи дека е нормално да го видиме и сопругот, и децата, и... Затоа што тие мене треба како гласач неизин да ми покажат што е примерно семејство, што е пример за семејство, што е тоа за кое што ние се бориме и луѓево си се идентификуваат со тие за кои што гласаат, со тие за кои што им се идоли на крајот на краиштата, затоа таа што треба утре да ни биде мајка на нацијата. Така што мислам дека тоа воопшто не беше, мислам и тоа е малце морализирање, оставете ги децата на страна, тоа ми е од она Груевски, нели, кога го нападнаа во паркот, па кога вика немојте пред децата. Мислам, кога сте јавна личност, дури и не за председател, туку јавна личност и пејач да бидете, нема приватност. Ја не знам кој ги нападна децата, ја не видов. И никој не ги нападна децата. Да. Чисто, значи, мене тоа ми беше информативно. Некој може ќе го доживее како нешто невообичаено, за некој тоа е најнормално. Секој си има право на она фотографија од незиниот син
на кавал што свири во паркот. Па и синот на Иванов го гледавме 100 пати дека свири на гитара. И никој не рече дека е нападнат. Ај кој го нападна син? Дека пуштила слика. Ја не знам од кај излезе. Дури беше гордост како синот на Иванов поправа радио со таткото. Да. Тоа беше во кампањата влезено и освои човекот 500 кусур илјади гласови. Дека малку беше предимензионирано, дека некој напад се прави над семејството, дека тоа се обиде некој да го сврти своје злоупотреби, она. Во некој Ама лошо го злоупотреби затоа што и се врати после со тоа што извадија дека за времето на Груевски сини во 2 мандата бил член на управен одбор на Злетовица. Да. Тоа веќе управник човекот. Да. Тоа веќе покажува дека не се случајни врските со... Како што изјави она дека прави кавали и лулиња и ги продава и ги дели после парите на сиромашни деца. Ацо, за тоа нека се секираат тие што се демохристијаните, не, тоа сакам да кажам, дека штом го решил да се трка, нема Така. Нормално. Што ние сме мала држава, ако во Америка може да се знае... Па и голема, во Америка се им вадат. Ама овдека се вади тоа, треба си подготвен на тоа, да се носиш со тој товар, дека ако сакаш да се надпреваруваш за највисоката функција. Мислам дека во Македонија нема тоа да одлучи. Значи нема да одлучи тоа во Македонија, нити па некогаш одлучувало. Да. Тоа во Македонија. Мене повеќе ме плаши дека можеби цензусот нема да се оствари. Да. Затоа што и двајцата кандидати имаат сериозен проблем со привлекување на неопределените. Значи во условно речено во ова десничарското крило каде по гласовите кои што ги лови професорката Силјановска Давкова, имате еден. Значи, со сигурност нема да гласаат овие кои што биле излегле на референдумот и кои што не се националисти, бидејќи она го наметна тој националистички тон на кои што го ловат, кои што го национално што ги ловат гласовите, меѓутоа имаат и едно неопределено тело кое што за разлика од лидерот на ВМРО ДПМН имаше храбрости во предреферендумскиот период да каже отворено да, ние ќе бойкотираме. И тие отворено сега водат кампања за бойкотирање. Така што тие се тие кои што би биле гласачи за неа, меѓутоа еве отворено се за бойкот, кои што можат да го спуштат цензусот. Од друга страна па претседателскиот кандидат на СДСМ и на ДУИ Стево Пендаровски исто го има проблемот со една група на гласачи кои што имаат кои што ни во лудило не би гласале за националистички идеи или за тоа што го представува ВМРО ДПМН или за конзервативизам, меѓутоа се разочарани од незадоволни од владењето, значи почнете од платформи на матка до непотизам, до даноци зголемени, до сите тие работи, а посебно кај тие луѓе, па ја раѓаат она епатија, ја поттикнуваат она апатија, како па добро, не ме интересира политика, па нема да излезам. Тука ќе има Стево Пендаровски голем проблем, како да ги привлече тие. Како нив да ги натера да бидат одговорни и како нив да ги натера. Зашто само стравот дека ВМРО ќе се врати нема да ги натера. Не размислуваат. Мислиш дека повеќе од неопределените се оние што се про СДСМ, односно? Не знам. Значи стварно не се бавам со анкети, не сум ни стручњак по тоа прашање. Јас едноставно ова го зборувам од некакво политичко искуство досега и од мислам не политичко, туку новинарско искуство кое што сум го градел следејќи ја политиката и од она што го чувствувам како пулс на луѓето во секојдневниот живот, во мојата секојдневна работа. Значи има огромно незадоволство на луѓе кои што повторно ќе кажам, ни во лудило не би гласале за ВМРО ДПМН. Посебно не за ова ВМРО ДПМН кој што не најде сили да се извини за злосторствата. Да. Значи професорката го прифати тој наратив. Значи, она застана да ги обели нивните злосторства, меѓутоа, едноставно, треба нешто да се случи за вие да кликнете и да речете, сега ќе одам, ќе излезам, ќе гласам. Ние живееме
во балон. Така И е. ние си се занесуваме меѓу себе, го гледавте ли Нашето дуелот? Знаете ли окружување не е репер колку за- луѓе вчера не го гледале дуелот и колку луѓе само Сигурно. виделе твитови или Фейсбук па си направиле некаква перцепција за нешто, едно, друго, некој е повеќе националист, некој помалку националист, а некој може да му се бендисало, а на некој не му се Тоа е бендисало. релативна работа. Меѓутоа, многу е тешка задачата на тие што ќе го водат тимот на Стево Пендаровски да ги натераат да излезат да гласаат овие што Да ги мотивираат, да. да ги мотивираат да излезат да гласаат тие што биле против ВМРО ДПМН. Александра, што мислиш ти за професорката Силјановска Давкова? Таа во политиката влезе преку Сојузот на реформските сили, па беше во партијата на Андов, Либералната партија, беше и министар во владата на Бранко Црвенковски. Можат ли вистинските ВМРО-вци во неа да препознаат, мислам, патриот, како што они за себе мислат дека се, и толку цврсто да застанат зад неа? Па, мислам дека може, пошто во повеќе прилики во последните, да речеме, 20 години, со исклучок на тоа нејзино министерско искуство претходно, во повеќе прилики она бранеше концепти зад кои стоеше ВМРО вако. За референдумот беше во таа групација, референдумот мислам 2004 за територијалната организација. Најжешки така беше во таа групација што застана зад референдумот против новата територијална организација. Најжешки точки таму беа Струга и Кичево. Тој референдум беше да се спречи доминација на албанско население во Кичево и во Струга. По Преспанскиот договор, она отиде и се потврди ставови од некои поранешни функционери на ВМРО, пошто ВМРО имаше некоја критична маса за време на референдумот, имаше луѓе што мислеа дека треба да се излезе на референдумот за името, отиде со потврди ставови од тоа. Еве сега гледам исто една изјава, ја не го признавам новото име, за заевизмот. Да, она го наметна како термин, да. Она го наметна како термин за евизмот. Не, го прифати од Мицковски. Мицковски го почна тоа. Ја колку што знам од конвенцијата. Да, али она сега почесто го користи тоа. Сега се сеќавам дека едно време околу имаше разидување со актуелниот председател Ѓорѓи Иванов околу амнестијата. Тука настапи она строго научно околу колективната аболиција што ја даде сега ги испегла за односите, бомбите. па еве веќе два пати председателот Иванов во нејзино друштво и помага во кампањата. И мислам дека гледаат во неа ВМРО-вците можност за континуитет на тие политики на Иванов, ако дојде до председателската функција. Несомнено е, моето мислење е дека несомнено дека ВМРО не може да најдат подобар кандидат од професорката Силјановска. Да. Она е сериозен против кандидат на Пендаровски. И како жена, и како професионален бекграунд. Но имате спротивставени ставови. Таа се држи цврсто на тоа за против Преспа и вели дека само председателот може да подпишува меѓународни договори, за разлика од Пендаровски, кој што е строго ЕУ и НАТО. Да, така. И, значи, она не се огради во ниту еден момент од претходното раководство на ВМРО, некои политики. Штом до сега не се огради, нема да се огради во. Сега ја гледам дека зборува дека се урива правната држава во Македонија, дека, значи, во изминатите 10 години имавме еклатантни примери на уривање на правна држава, на невладење на правото. Нема вслушното од неа, освен која реагираше за автономијата на универзитетот. Немам слушното да реагира за рушење на правната држава како што реагира сега. Полека ми дава знак дека треба да привршуваме. Уште да го прашам Горан, што мислиш? Двајцава кандидати, еве, Силјановски и Пендаровски, на дуел. Ќе си персираат уважениот, ќе биде тоа во ракавици или ќе биде жестоко? Очекуваш ли од двајцата? Од Силјановска очекувам, Пендаровски ми е, да речам, по-конфекцијски.
Со оглед на тоа како помина последниот председателски дуел меѓу Пендаровски и Иванов, мене искрено мислам дека треба малце да го спремат Пендаровски на пониски удари и да не се жали. Он почна со жалење, он почна со тоа дека го следеле. Мислам, Да, и тоа сите беше- ги следат затоа што секој има телефон и секој може, тоа не е ни, мислам, не е ни Па моје дури и да, да го да следат, коментирам, меѓутоа. дури и да го А следат. и дури да те, мислам, нормално е кога си председателски Па да. кандидат дека ќе те следат. И мислам дека со жалење нема да добие ништо. Гласачкото тело на ВМРО ДПМН е стабилно. Е дисциплинирано. Тоа сега што зборуваме дали ќе ја прифателе Силјановски или не, не. Ако падне команда да се излезе, ќе се излезе. Ако нема команда, впрочем како што беше и командата за референдумот. Видовме дека имаше команда, колку Да, да да, збореше Мицковски дека нели он На не терен- не на терен одлучуваше, да. командата Така беше што, бойкот. Тука беше, тоа е многу јасно. Јас велам дека повторно оние 40% што треба да се освојат ќе зависат од неопределените, а ако не успее, Талат Џафери. Талат Џафери ќе биде, па сега Да. тоа е. Видете, ние имаме и сега председател, па што фајде од тоа што имаме председател? Да. Мислам, повеќе Така е, Белја прави 10 отколку години што е. имаме таков Така председател. Не што- имаме и такви случаи со Велја председател. Да, ќе имаме Така пак политичка криза, пак наместо пржино не знам Па каде, ние пак ќе никогаш одат, не ќе сме седат. избегли од политичка Пак ќе седат криза. Заев и Мицковски, Ќе се пак ќе договараат. расправаат, пак ќе си лепат нели Да. знакчиња ти вака така. Па овој дал амандмани, овој не дал амандмани, сите тие работи, меѓутоа да, сме се научиле на таа политичка криза, на такви работи, така што и тој фолклор ќе го издржиме. Иако мислам дека такво нешто не ни е потребно во овој момент. Добро, Сепак колеги, е добро да јас се ви избере благодарам председател. на учеството во студиото на 1 ТВ. За некоја минута треба, за 5 минути треба да почне централниот дневник. Ќе имаме уште пригоди и уште еднаш ви благодарам што дојдовте. Фала.